председателе, почитувани колеги пратеници. Денеска пред нас имаме предлог на закон за дополнување на Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, закон со кој што се додава нов член наречен 22а, со кој што се предвидува дека сопствените приходи на основниот буџет на општината може да се планираат најмногу со пораст од 50% од просечно остварени приходи во последните 3 години според податоците во трезорската евиденција. Има дополнително една одредба која што предвидува дека одредбите од овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 2021 до 31 декември 2021, со самото тоа што сега се наоѓаме во месец март. Првото прашање кое што се наметнува е ретроактивното дејство на овој закон. Понатаму станува збор за еден закон кој што се менува во рок од 3 години. Трета година со трета измена, односно со трета стратегија како власта и пристапува на локалната самоуправа и на финансирањето на локалните самоуправи. Најпрв им беше презентиран еден план кој што го презентираше министерот Тевдовски, во кој овој праг се проектираше на најмногу од 10%, за потоа тој праг да се промени на 30%, за еве денеска, на неколку месеци пред локални избори, да доаѓаме до фантастични 50%. Според наједноставната дефиниција на она што представува буџет, па и она што представува буџет на една општина, буџетот представува годишен план за приходи и расходи. Чи буџетот представува планирање. За да објасниме на граѓаните, со овој закон се предвидува да се планираат расходите зголемени за 50% споредено со приходната страна. Кој апсурд е да планирате расходи зголемени за 50%, ако знаеме дека врз основа на буџетот понатаму општините можат да се задолжуваат, односно можат и да подигаат кредити, можат да распишуваат и јавни набавки и да склучуваат тендери и договори. Општините стекнуваат приходи од неколку извори. Еден од изворите е преку наплата на даноци на имот. Другиот извор на финансии е преку наплата на тарифи за вода, користење на спортски терени и така натаму. Третиот се трансфери и капитални приходи. Во анализата на наплатата на данокот на имот во Република Македонија кој што го наплаќаат општините, е констатирано дека имаме наплата, односно општините имаат наплата на имот од 80%. Ако ги погледнете споредбено бројките за наплата на имот, споредено 2018-та со 2019-та, која што не е година зафатена со ковид, ќе видите дека во огромен број на општини имаме намалување на приходната страна кога станува збор за наплата на данок на имот. Намалување има помалку наплатен данок, зборувам споредбено со 18-та, во 2019-та има и Охрид, и Битола, и Куманово, и Кочани, и Штип, и Радовиш, и уште многу други општини. Да не зборуваме дека наплатата на даноците на имот 30% доаѓаат од правните лица, 70% од физички лица, во 2020-та ќе имаме уште поголем пат. А ние, односно владеачкото мнозинство, овде сака да донесе закон со кој што ќе се предвидува планирањето на буџетот да биде зголемено за 50%. Што значи тоа практично? Еве ќе го земам за пример буџетот на општина Кочани за 2021. Буџетот на Кочани за 2021 во вкупни приходи има 604 милиони денари. Вкупни расходи има 694 милиони денари. Дефицит има 90 милиони денари. И токму буџетот на општина Кочани, затоа што на приходната страна има 600 милиони денари, е едноставен да ги примениме овие проценти. Сега е планиран со дефицит од 90 милиони денари, што значи дека е искористен законскиот праг за проектирање на долгот од 30% споредено со приходите. Со ова законско решение значи дека општината ќе може да направи ребаланс со кој што дефицитот од 90 милиони ќе го зголеми за цели 60 милиони денари. 1 милион евра ќе може да планира општина Кочани повеќе. И дефицитот наместо 90 милиони денари
треба да изнесува 150 милиони денари. Без никаква идеја од каде ќе се вратат тие пари. И сега, лицемерно е да зборуваме за задолжувањето, затоа што врз основа на ова планирање, општините ќе можат да распишат тендери. На крајот, тие пари ќе треба да ги чекаат стопанските субјекти, односно ќе треба да ги чекаат операторите кои што нема да ги добијат затоа што општините нема виртуелно и практично нема од каде да ги соберат тие пари. Зошто се донесува овој сет на закон? Затоа што локалната власт на СДСМ, предводена од градоначалниците, направи целосно потфрлање во реализација на проектите кои што ги вети на граѓаните. Ние таму треба да ги бараме последиците, а не да менуваме и да додаваме фиктивно планирање со зголемување од 50%. Сите зборуваме за макроекономските ефекти на ковидот, сите зборуваме за последиците на ковидот, а никој не зборува за последиците кои што се како резултат на неработењето на градоначалниците на Социјалдемократскиот сојуз. Еве само за пример. На локалните избори во Кочани беа ветени повеќе проекти. Само како пример. Гасификација во индустријата и домовите. Почеток 2018. Сега сме 2021 и знаете што? Нема ниту техничка документација. Формирање професионален театар. Рок. 2017-2018. Реконструкција на градскиот парк. Рок. 2018-2019. Рок за завршување. Тие рокови не ги стави никој на градоначалниците во нивните програми, тие самите излегоа со тие ветувања. Изградба на рекреативни патеки до Брана Градче. Рок за реализација 2018. Реконструкција на водоводна мрежа. Рок 2019. Музеј на град Кочани. Рок 2019. Носење детални урбанистички планови на подрачјето на цел град. Рок 2018. Дали знаете дека не се донесени деталните урбанистички планови за град Кочани? Како ќе имаме економска активност, како субјектите ќе се впуштат во градење, како ќе собираме повеќе даноци за имот, кога не се донесени деталните урбанистички планови? Кој инвеститор ќе се осуди и ќе ја започне постапката кога нема детални урбанистички планови? Доколку не се потфрлеше на ова поле, доколку се реализираа дел од овие капитални инвестиции, ќе се стимулираше и економијата. Доколку имаше детални урбанистички планови, ќе се зголемеше наплатата на даноци. И потоа, прагот од 30% ќе беше и повеќе од доволен. Со ова решение да знаете дека само ќе генерираме повеќе долгови и ќе создаваме фиктивни буџети со кои што ќе предизвикаме уште толку да ги задолжуваме општините, уште толку да ја задолжуваме државата, затоа што во Македонија податоците покажуваат дека општините во голема мерка се зависни од општините, се зависни од буџетот на државата. Ќе создадеме уште поголема дупка, ќе создадеме уште поголеми долгови, ќе создадеме уште поголема дупка во стопанството. Затоа уште еднаш во име на целата пратеничка група, во контекст на сите дискусии досега, апелирам да не донесувате вакви штетни решенија со кои што ќе се генерираат уште поголеми долгови, со кои општините нерационално ќе си ги планираат своите проекти и на крајот на денот ќе создадеме очекување за проекти, за финансирање на проекти кои што не можат да ги исплатат општините. Ви благодарам. Благодарам. Реплика